немилосрдни кон цел друг жив свет. Фасцинантна беше последната сцена, нели човекот знаат кога го рече дека кога сакаме им даваме на сите околу нас слобода, кога сакаме им ја земаме. Оние на кои наводно им помагаме всушност, колку е тоа нели двустранно и контрапродуктивно, им помагаме со лекови кои сме ги добиле предходно експериментирајќи речеме на индустрија животни. Јас во првата сцена имам дилема дали прават експеримент со мајмунот или му помага. После додека седаш на некој време си викам добро случињава дрвени на кои седиме од истото вид дрва се дели. Така да секој изгледа како некаква демагогија што и да кажеме за некаква наводна еколошка освестеност за тоа како функционира светот денес и што се во име на прогресот сме спремни да уништиме, да изгазиме позади нас. А вториот филм ми се допадна повеќе. Веројатно заради тоа што не знам, првиот некако зборуваше за потребата од системски решенија, значи за тоа како глобално човечеството да се помогне на природата од која сме се оттугиле и на која толку сме наштетиле. Вториот онака зборуваше за поединецот, за личниот, за индивидуалниот ангажман, за тоа што секој од нас би можел да направи. Значи не постојано да ги лоцираме проблемите, сите ги знаеме, или сите може да критикуваме. Не се прашаме што секој од нас на личното поле на борба преземе. Јас никош во животот не сум насадила дрво, например. Човекот кој ги броеше сенчињата, да бидејќи ги добрите и лошите, нека се толку вераме и надеж дека ќе направи селекција меѓу доброто и дека оној антагонизам меѓу доброто и злото пресликано во цел универзум, дека некогаш ќе го најде својот пат. И успеа тоа, значи тотално оперирање неоперетен од злите сили во светот, од војните, од деструкцијата, од сето тоа, успеа некако да го најде својот пат и својата лична борба за подобар свет и за подобро утре. И сега ќе направам тука една паралела со ликот на старецот, овчарот кој потоа беше пчелар и кој така без потреба од екзибиционизам и тропање на врата на светот, колку тој прави, што се тој чини за околината во која живее, така сустава субтилно и скромно го правеше тоа, ме потсети на борбата на човекот кој е вечерава тука наш гостин, Игор Смилев, кој дојде од Велес, да раскаже неговата приказна за борбата со топилницата во Велес. Значи, приказна која немаше ад-хок решение. Ние се израдуваме кога слушнавме дека конечно тој монструм и звери загадувач во Велес топилницата ќе биде затворен, односно дека протестот против рестартирањето на топилницата ќе беше дефинитивно најмасовниот граѓански активизам и граѓански гнев во Македонија од било кога, со бројка од околу 15.000 луѓе. Особено ако се земе во предвид дека Велес има околу 40.000 жители, така? Значи на 40.000 жители тоа значи дека пола население од Велес излегува да го каже својот глас, онака децидно и јасно дека се против загадувачот. Значи дека тоа не е таму никој звер на кој не можеме да го се спротивставиме затоа што секогаш даре кој не допели, туку дека тоа се конкретни луѓе кои се за тој систем, за таа фабрика на кој треба да им се обратиме со јасна порака дека не сакаме да живееме во загаден Велес во кој има најголем број на спонтани абортуси и еден по други болести, здравствени. Да. Игор, јас од моја име и од името на организаторите на Контракадър ти благодарам што дојдат од Велес. Битола малку те пречека со дошли во време. Веројатно ќе беше публиката дупло на број, ако луѓето не беа парализирани ради дошлата, ама добро, колку сме толку сме, мислам дека ќе направиме некаква конструктивна дискусија. Ви благодарам, почестен сум и привилегиран. Кој би знал дека пред 10 години јас ваков како што ме создал работник и ходам од град во град и ќе држам мотивацијски говори. После Елизар Буфие тешко да видиш Игор Смилев, и после Елизар Буфие тешко да се види човек, и после Елизар Буфие тешко ми да продолжам приказната. Добре, но ти си нашиот локален херој. Да, локален херој. Веројатно историјата ќе ги вреднува нашите индивидуални колективни херојски подвизи, но ајде, мора од негде да се почне кога кажам приказната за Велес. Никош не знам од каде да почнем, никош не почнувам од исто место и никош не завршувам на исто место. Толку многу
сила, толку многу енергија, толку многу болка, толку многу црн флорет е собиран во изминатите 30 години во градот кој што јас потекнувам, така што понекогаш ме совладуваат емоциите, важам за хиперемотивна личност, така што однапред нека ми биде просторно за ако излезам надвор од она рамка на кој што вообичаено сте навикнати ги гледате гостите. Јас не сум од таков профил на луѓе, значи доаѓам од град во кој што одамна не се радуваше на своите утра, град кој што секојдневно закупуваше своите иднина во бели ковчези, тоа се извадоци од документарниот филм Велеска пут, кој што во некој од следните недели и месеци јас топло ви препорачувам токму на проекција во Битола да го изгледате, после кој филм никој повеќе нема да бидете исти и после кој што вашата амплитуда на емоција и одбивност кон некои нови појави и тоа како изразено. Не знам од кај да почнам, но еве вака ќе се навратам од идејата. Сите го знаете проблемот со топилницата. Топилницата до 2000 се оформи, односно беше изградена и почна да функционира некаде 1973 година, крајот на 73-та. Чудесната игра на судбината, сакаше и јас да бидам врсник со почетокот на работењето на топилницата, така што јас сум генерацијски почнал конектиран со самиот почеток на работа на топилницата. И на самиот почеток ќе цитирам изјавата на ревносниот германски инженер кој што го проектираше модерниот еколошки холокауст наречен топилница. Веднаш после првите недели од функционирањето на топилницата на прашањето на тогашниот новинар на македонската на телевизија негде радио како се викаше Стојко Андреевски од Велес, што ги кажете за вашиот проект топилница, го кажа во два збора, што потоа беше судбина на град Велес. Топилница Гуд Велеска пут. И токму тоа е насловот на документарниот филм кој што беше направен во 2008 година, во 23 минути е склопена целата тажна приказна на Велес, со кој што ние Велешани секојдневно живеевме. 2002 година топилница престана да работи после низа сериозни нарушувања на здравата и чиста животна средина и топилницата беше затворена некаде во почетокот на 2003 година од економски причини, а не од еколошки причини. Значи тогаш цените на светскиот пазар беа на крајно ниско ниво и тогашниот функциониращи елемент во топилницата одлучи дека треба да стави клуч. Година пред затворањето беше година на најголемите загадувања во Велес и би рекол година на најголемиот погон и за мен организиран еколошки холокауст, кој што представува најголемото кривично дело во модерна Македонија и терористичка Македонија, па и годините на за четврта навално. Значи, тоа би било континуирано и посмислено, врз база на својот профит се обидува да безскрупулозно да ги уништува сите животи. Тоа не е приказна, тоа е факт. Велес беше град со најголем број спонтани абортуси. Велес беше град каде што трудниците од Велес беа жени кои што има најголем процент во плацентата. Велес беше град кај што имаше така наречен еколошки екзодус, значи еколошка миграција. Луѓето бега од средина од загадена кон чиста средина, значи кон другите градови. Луѓето од Велес не гледа по тие години месеци сега на интересна случка на прашањето од каде се од Велес. Па жените на чуди се начин го вртеа грбот и така натаму долго време ми беше јасно зашто тоа е така, заради тоа што неколку пати во профилот на секоја жена да раѓа здраво поколение и подсвесно од своето собствено јас се тангираше од таквите луѓе кои што евентуално се заканува дека има врситината на нивниот иден поред. Но добро, се навекам на приказната за Велес во времето кога беше најголемото загадување. Ние се формиравме, како јас доаѓам од еколошката групација Green Power, кој што 2 години пред официјално да биде судски регистрирана, работеше герилски, да не кажем партизански. И веројатно таков ни беше концептот, значи нас не ни беше концептот да се регистрираме законски, толку урбано, значи партизанско-герилска борба да водиме против тогашниот загадувач, кој што беше... Фатија полицијата уште мораше да се
Така, моментот на одлуката беше кога не преведува во полиция. Значи, серија на акции, од типот на, не знам, на пичување на графити, од борење на стативите на градскиот фудбалски стадион од бело во зелено заради праќање на порака до оние кои што го загадуваа Верес, до фарбање на автобусите на загадувачот со спреј кој што кажуваше махар убици. Е спомнено дори тој ден кога бевме преведени во полиција и од тогаш нашата герилска партизанска борба заврши. Веројатно требаше менува концепт, од тогаш од герилска групација премина на официјална еколошка групација, судски регистрирана, заради тоа што тоа беше единствен начин и метод за борба против загадувачот. Игор, кажи како почнавте, каде поривот за да почнете борба со околицата? Тука приказната започна во интернет кафе 2002 година. Во екото најголемото загадување Топилница имаше отворена програма на локална телевизија Здравkin во Велес, тај првата телевизија во Македонија приватна. И имаше отворена програма да граѓаните се жалат. Концептот на емисијата беше се жалиме сите, ние се јавуваме, кажуваме соодветен проблем и така колку не тешко, колку не лесно, што му фали на Велес и така натаму. Се јави една господја, не знам, според мене некои 30 на години, тогаш ние бевме дечиште од, што знам, колку 20 на години, може би не знам. Господјата се јави и вика, јас ве апелирам, има ли некој во оваа држава, јас немам деца, се јавувам, доста ова загадување на Топилницата, јас имам од сопруг, немаме деца, не знам вака, не знам онака. И завршува со беседата господја, што во нас беше следниот гледач кој што се јави и кој што каже нешто на следното, ќе се обидам да го парафразирам. Вели, се јавам од Топилница, да работим вработа на Топилница, еве да им порачам на сите оние кои што немаат деца, да додат во Топилница, ние Топилничани сме здрави патентни да им направиме деца. И тоа беше перверзијата, после која се прекрши ништо јас повеќе никош не бев исти и тука животот после тоа не беше никош повеќе исти. Значи... Што е потников за да почнете? Да, ние го... Да, тројца ја гледавме таа емисија, точно во тој момент и од нас тројца, јас, брат ми и уште еден колега, се формираше еколошката групација Green Power, која што потоа беше главен стожер на формирањето за Зелената коалиција, која што потоа беше главен стожер за синоним за граѓанска активност. Игор, извини ме да прекинам. Мислиш ли оно што е најдемотивирачко во сите организации кај нас, кога станат случаите било каков активизам, не само за еколошкиот активизам, е потребата да се извалка првобитната идеја, значи да се дефокусира вниманието од оно што е главна цел и да се залепат некакви етикети, дека позади оваа група стојат овие, оваа група, тие политички партии ги буткани и така натаму, па невладиниот сектор колку е тоа искорумпирано се и така натаму. Како успеавте да останете чисти, односно како успеавте да се изборите во сите тие процеси овие 10 години? Затоа што твоето лично залагање подразбираше големи лични жртви. Значи, ставање на главата во борба, ти ја запалија братата од станот, ти се закануваат во животот, мајка ти предпоставувам дека чисто те разобедуваше и те прашуваше до каде мислиш дека ова ќе продолжи така. Беше решено дека ќе жртвуваш се? Тоа е тој момент кога сваќаме колку ние всушност вредни и кој е смислата на нашето постоење. И колку можеме да промениме. Значи, јас кога би се дефинирал себе си, јас да се надоврзам на ова што мама го кажуваше, јас би го цитирал Никола Спарк за неговата книга Одлуки. Јас сум обичен и мал човек со обични мисли кој живее обичен живот и нема споменици во моја чест. И токму како таков започнав, значи, баш обичен човек, кај што секојдневно ги гледаме кога минеме низ улица, таков бев и јас и таков сум и сега и се надевам дека ќе останам. Во првите моменти тогашниот градоначелник ме прогласи за еколошки терористи. И се сеќавам на првата изјава најавно кога излезе рече во Македонија и во Велес се појавија првите еколошки терористи. Треба да ги сузбиеме уште од старт, за да не прерасе во жесток радикализам. Гледајќи го него како зборува, се запрашав себе си за кога зборува и кога го детерминира, знаејќи дека во тие еколошки терористи бевме ние 23 кои што на перверзијата на оние кои што не труеја само одговаравме соодветно. Значи
Значи на перверзност не ми одговарат на перверзност, на безобразието со безобразие. На лудилото со лудило. Тој беше концептот кој што единствен можеше да успее. Концептот на пишување писма и комуницирање со јавност дефинитивно отпадна од така. Како преживеавме по поглед на политичките етикети, таа е најголемата борба. Значи, за протестот, за антимобијски протест за 2011 година не случајно била 15.000 луѓе. Тој протест го предводеа еден вработен во интернет кафе, еден шалтерски работник во пошта, еден лекар по општа медицина, една вработена во фондација, еден професор по физичка култура, една медицинска сестра и една невработена. Тие беа 7 луѓе кои што донесоа 15.000 луѓе во ВВС. Тие 7 луѓе со тој профил на личности беа луѓето на кои што грешени во 15.000 број и го дадоа да веруват. Се случуваш нели после еколошките терористи и радикали, да се наметнеме пред локалните авторитети, па да формираме зелена коалиција. И сега 100 пати сум поминал полиција и рекал, знаете како е, луѓето се навикнати секој ден да ме гледат, кога ќе дојде некој затиши од 3-4-5 месеци, кога ништо не се случи, кога ние остануваме мирни, минеш по улиците и како колку пари зема и теглите купија, 6 месеца ништо не кажеш, кај се сега ти излезеш и така натаму. Значи, илјадници луѓе ме сутирали секојдневно на улица и минуваш со покрајни, ги поздравуваш хубаво и се надеваш еден сончев ден дека ќе ти го разберат за тоа што го работиш. Значи се Како те поздравуваат тие луѓе во целиот овој процес кога те судеа автополицата? Јас точно ги цитирам, да ви го додадам само и вулгаризмот на Велешани и гнев од мене и така натаму. Нели, се сута... Сега не знам дали имам слобода на говор, меѓутоа јас... Да, значи, нели, ме пресретнуваат опилниче кој што знам дека работи, кој што јас се чувствувам со неговата мака, нема ли на работа и така натаму и она, значи, те пресретнуе и ти вика, кај си бре источкано, и си поминал по кај ти добар ден, по саком предете добар ден, денеска, како е прекрасен ден, не може да му се радувате ден, како што јас му се радувам. Ова, значи, секојдневната комуникација на тие луѓе, како тој секојдневно се соочува, јас со 50-100 луѓе кои што гневни, но на што се и така натаму, гневот го исполнуваат кон мене. Јас немаш кој гневот да го исполнувам, па тоа беше разликата во концептите наши и нивни, значи тоа беше вода дојде заканите по живот преку интернет, каде што буквално на анонимка ми се захранува со следните зборови на Смилето, нели тој мојот прекар од Смилев презиме. На Смилето газот ќе му го ставам во очкото топелница, па ќе го изгорам, од него нема да остане ништо, како времето на Хитлер се ќе го гасне, чисто да видите како долго топи топелницата. Она и кога колегите сакаат да тужат, па да го најдат тој, јас опив ниту да тужам, заради тоа што сето тоа го сметам за процес на созревање, па го најдоа тој дечко и така натаму, па дојде палењето на вратото станот кога среде бел ден во пазарен ден вторник, во 12 часот наполне, користејќи го моментот кога јас бев, кога немаше никој дома, па ми запале вратото од станот. Па отидов во полиција, па ме некој пикарец и фрлил, па не е ништо и така натаму, па се соочува со друг проблем, кај што не може да си ги оствари своите основни човекови права. Па потоа дојде каменувањето и кршењето на прозорците на нашата и уште 3-4 други простории на колеги од Зелената коалиција, кои што ги скршија со камења. Па потоа следуваше нели преведувањето во полиција, односно претходно беше преведувањето на информативен разговор во полиција. Па анонимните пореки помогли на телефонот затворен број, те гледаме секој ден како се движиш. Жалам што само не може да возвратам на број заради тоа што беше покрен и така натаму. Значи, па нели се одрекнеш од девојката твоја која што ти ви пушта, па си дал десен и така натаму. Па те остава она, па и не те разбира дома нормално завалите во стритот да се соблекуваш гол, нели она слика на Орестар топелница, каде што 9 луѓе ја фрливме гордоста
само за да манифестираме љубов кон собствениот град. Чисто го убедите. И на крајот ни фалеше, како што бива во секоја книга, кој што мора да има запред, не бевме 8 луѓе, ни фалеше уште една буква, уште едно тело, уште еден задник, како сака да ја речете го, за да биде комплетен перформанс, комплетен ново рестарт топилница, и ние бевме 8. И единствено спас гледаме во таксистот, кој што доброволно не донесе до видот и се сеќавам таму и тоа како вчера да беше во еден другарче и гината на тебе се и во тебе, така да... Не, гината на тебе се во твојот задник. Во твојот задник, точно така. И го вели, не, како добро се убеди и дефинитивно таа фотографија беше, мислам дека беше пресвртницата во сета наша активност, како активисти, заради тоа што веднаш после тоа сите насловни страни на вестниците дневни, посебна од типот Гол протест на Велишен, се сеќам на насловната на Дневник, црна страница преку цела страница, ние 9 луѓе, Гол протест на Велишани, и сите тие вестници се најдоа на пратеничките клупи. И ово ми го кажуваше еден актуелен пратеник и тогашен пратеник. Читајќи го добро ви знаеш и ти ви луѓе, како да ми казите да не ги знам. Кога расправале меѓусебно пратениците, машки и женски, не е битно пратениците и пратеничките, пак че задник е по-убава, имаме по-убава, така натаму. Значи, добри 30-40 минути во нивните паузи сме били не, значи да задници биле шведска маса за нив. Што е окей, на крајот на криштата и сите тие кои што си наведнаа главите што доаѓа од ВДС и од регионот, длабоко се замислија што ги натерало тие луѓе да направат тоа што го направи. После сите овие работи, очигледно луѓето почнаа да не веруваат дека ние не сме ни преди политички приврзок, заради тоа што ние преживеавме околу 7 глави, 3 градоначалници, околу 5 локални совети и сите од различни партии, и знам дека се повторуваше како циклус. Кога бевме во СДС, ние идеше државна безбедност постојано. Ние бевме единствениот грипар, кој што има граматичен, стоматолог и матичен агент. Ама буквално секој ден идеја, седја во канцеларија, пие кафе, ти кажува дека е тук. И ништо друго не ти прави умове, едноставно ги гледаш физички се присутни и тоа е тоа. Потоа, овие што ме тапка на рамо, што беа во опозиција, ВМРО вика, браво, царе, се дојден на власт, па одеднаш почна вонес да гледаат нешто друго, па овие се сврдят, па почна да чукаат. И така беше во континуитет, луѓето тоа го препознаа, оние обичните луѓе граѓани, и не случајно на големиот протест во 2011 се случи еден помал протест, што за мене е многу потрак. Тој беше типично граѓански организиран, без помош на политички партии, кои што собрат на некаде околу 5000 луѓе, тоа беше јуни 2008 година, и тоа беше претходница на оно што се случи 2011 година. И не знам, има толку многу приказни детали во врска со процесот до Топилница, за да на крај го пропуштим најбитниот момент, кој што мене ме стави на тестот на човечност и ми го... Не знам, никош не сум се сметала дека се познавам доволно себе си, но после изминативе 365 дена дефинитивно знам и кој сум и што сум и зашто сум тука. Знам се секам на 19 мај минатата година, као гром од ведро небо, ми беше активирана приватна кривична тужба од страна на директорот на Топилницата, односно собственикот на Методхим, фирмата која што ја купи Топилницата и кој што сакаше да ја рестартира. Конкретната тужа за стек на 4 кривични дела за образување на безбедност, клевета, навреда и невластено снимање. Како да го разберем? Сега ќе го објаснам, значи јас кога се јавив приватната кривична тужба, првично кога видов, се изнасмеав и тоа баш онака нагла се изнасмеав, видам добро овој монстrum јави се. И откако така себе си се тешил, потоа тргнав да се случам со голботата, сватив дека имам уште 9 дена до првото судско рочиште, немам адвокат, немам одбрана, не ми дадоа ни 20 дена културно да се подготвам за квалитетна одбрана и тоа се случи. Значи, имаше на пресконференција на 2 февруари 2012 година, каде што зборувавме 5 души од Зелената коалиција, меѓу другото јас зборував точно некаде околу 25 секунди. Новинарите толку моите 25 секунди ги пренесу на телевизија, за тие 25 секунди мене ме тужија за клевета, навреда, властно снимање и за образување на безбедност. Значи јас покажав слика од него, извадена од интернет, слика на новинарот на Утрински вестник и кажав, ово е чичко, им се обратив на моите помлади сонародници
2 секунди пауза, одговорили само не знам, јас да сум на нивно место, веројатно не би се чувствувал без бе. И на тој начин јас сериозно сум го загрзал неговата незрелост. И после тоа ми следуваше, после 2 месеца ми следуваше, тој стекна 4 кривични дела, за кои што јас, нели онаков малко обичен човек, беше во најмала рака кошмар, нели, човек кој што потекна од традиционална фамилија и воспитуван во традиционалниот дух, воденаш се соочува со суровост и бруталност на системот, изгонен тоа бараше още 20.000 евра и за делото следуваше затворска казна негде од 3 до 6 месеци, согласно кривичниот законник. И нели, за тие 15 дена тогаш се соочуваш, тогаш посебна благодарност до Иво, и тога ги сеќаваме вистинските луѓе кои што постојано се побудност, но понекогаш не им обратиме внимание колку се бориме на нивната обичност и едностранност. Ето така беше се едни на други луѓе, да не ги редам сега по име и презиме, не се ни присутни, а многу се, кои ще ми помогнем да дадем советен адвокат. И што се случи? Тоа единственото судско рочиште кој што никош не започна, траеше точно 1 година, кој што се одложуваше постојано и во кој што се побара од мене јавно да се извинам и за да они ја поврачат тужбата. Во моментот кога прв пат го слушна зборот јавно извинување, одма знаев на што сум. И знам дека се сеќам како вчера, знам дека беше ноември, тужителот дојде, нели на лице место тоа беше директор рочиште на кој што дојдем од тужител. Откако ни изврега сите, откако ни изрезили, откако ни извика на домашен терен, небезбедниот човек кој што дојде во срцевината на деле си пири пат не направи сите. Убици, вакви, такви, не знам, почна да ни вика дека сме го тереле, сме го правеле, жена ми, децата, нема врска ми жена, не се точно подознав дека жените дека има деца и добро и побара јавно се извинам и тоа се вие да знам дека се свртя код мене, че вие господине Игор Топов, вие со зелениот шал, во вас лежи завршницата на судскиот процес. Повелете, и си кога јас јавно се извинам и тогаш се прекраши тоа во мене што сакам да ви го кажам дека доаѓа ситуација кога стварно од една страна знаете како е. Јас живеам во еден стан со мојата мајка и брат ми и тоа е една тртина од мојот стан што ми следува и се соочувате со казна кој што може да ви го детерминира остатокот од животот, значи да ви ги одземе и таа една тртина и тоа малку кој што некој ви го дал ламанет, да го изгубите и да продолжите во крајот на животот да живеете онака како што не знам, аскетски или било како. И знам дека го кажа во едно 38 години тој се иштина. Благодарам, одбивам јавно извинување и знам се сеќавам дека дури и дактилографката, јас не знам дали тогаш имаше камера да го доколи тоа, дури дактилографката ја крена главата, остана, буквално раците останаа вака и дури она самата, мислам дека повеќе од мене го доживеа травматично моето одбивање да се извинам како што јас тоа го доживеав, судијата остана исто за мене и баш овака дури реагираше. Господин судија, ве молам да почитувате мојата љубов и припадност кон мојот град и не барете да направам нешто кој што е против моето воспитување и моето единствено зборување во суд беше толку, се случува на последниот записник кога беше. И знам дека после на следното рочиште побара повторно јавно се извинам, повторно одбив. И покрај тоа што мајка ми викаше извини си, покрај тоа што илјадници, стотици пријатели извини си, ми рекла и така натаму не можеш ти да се бориш против овој систем, не можеш да се бориш со глава во зид дојдеш и така натаму, но знаев. Целта беше така на крајот на криштата, јас од рак на желудни, другиот од рак на црн дроб, така што на крајот на криштата кога човек изгубил многу работи во животот, на крајот математиката кој што ќе се сведи и јасно го дава крајниот резултат. И веројатно и оној кој што ме тужеше не успели да ги го свати карактерот, веројатно самиот јас не бил свесен за мојот карактер и за тој елемент што го поседувам, но знам дека после 2-3 рочишта од тоа фамозно во ноември одбив јавно да се извинам и на крајот
Тужителот реши да ја отфрли тужбата, спогодбено, и при тоа ме замоли преку неговите адвокат да беше еден триумфализам, што јас го прифатив, сепак на крајот на Кристото и го победата треба да покажеме великодушност и во пораза да бидеме подинатни големи, сочувствителност и емпатичност со тужителот војни си го направи своето така што... Ама во ниту еден момент во целиот овој процес кој беше тежок за тебе, нели сега го разговараме како херојски подвиг, како решителност да се бориш, да не се покораваш, претпоставувам дека во тебе многу пати се кршеле многу дилеми, дека било тоа голем психолошки товар. Низ целиот тој процес, јас имам чувство дека никогаш не играше на сензационалистичката карта, дека никогаш не се прикажа себе како жртва, дека никогаш не апелираше до медиумите да те јавноста да се жалува, дека ти си човекот кој е еден од луѓето, еден од главните организатори, главните луѓе кои ги изборија битката на цела популација. Затоа што, мислам, топилницата во Велес не беше проблем само на Велес. Беше локално таму најголем проблем, но беше генерално проблем на цела земја. Знаете како е оној филм "Ова е Валтер"? Германците 4 години се обидуваат да го најдат Валтер во Сарајево и на крај не успеа да го најдат кој е Валтер и нели она антологиска сцена кога завршува филмот, кога двајцата германски офицери застануваат гледајќи по панорамски Сарајево и велат каде е Валтер? Да си спал. Тоа беше приказната за Игор Смилев во Рочи. Значи Игор Смилев не беше, значи Велес беше во судскиот процес Игор Смилев беше тужен Велес. Значи не успее нито Тони Димитриус, нито фирмата Метоким да го победи Валтер. Валтер беше секој човек од малото. Во секој зград, во секој мало, во секој ула си влез се криеше Валтер. И секој тој Валтер еден излекуваше пред судот на првиот судски процес и го даде. Носеше мајца правда за Игор, правда за Велес. Мајците кои што ги носеа, може би преку 2-3 луѓе континуирано ги носеа. Значи, кои дојде на работа со мајцата правда за Велес. Дури сите новинари излегуваат од своите етички норми на информирање, па на судските процеси влегува со мајца правда за Велес, правда за Игор. Дури имаше ситуација кога дел од судската администрација имаше облечено 4 до 5 мајци со правда. Тоа беше тојата компонента Валтер. Германците бара еден човек кој ствари беа соочени со целокупниот отпор на едно население, за дека Сарајево никош не беше слободен во тој дел на таа приказна. Тоа сакам да те прашам, кој беше тој момент со оглед на тоа дека многу луѓе остваруваат екзистенција преку топилницата, што сами кажа искажување и едноставно не може да остават тоа, дека сега ти бидат без работа, што во себе случај е многу голем проблем. Кој беше тој момент кога прилетот бегаше ваквиот генерален штаб на Вегешани, да речем? Па не знам, значи пред топилница се случи погром на 4 огромни фирми, кои што работи подобро и работува поголем број на луѓе од топилница. Значи тука се работеше за Лозар, тука се работеше за порцеланка, тука се работеше за Киро Чучук, тука се работеше за не знам за кој друго, за Свилара и серија на други. Топилница беше на петиот објект кој што работуваше некаде околу 1000 луѓе точно, дека таму една чистачка взимаше од некои 30.000 денари и оттаму идеше нивната сила и ароганција. Но еве јас, мојот првиот ден работен стаж ми беше пред 2 години. И сега мене никој топилничанин не ме праша јас како живеам. И јас како успевам да преживам со 0 денари месечен приход у мојата фамилија. И најголем дел од луѓето што ја прифатија приказната беше толку таа. Јас се сеќавам на една дебатна емисија која што следите ни така наредени и се јавува еден да ми каже Игор Смилев, тој бидејќи најгласен, да кажа колку пари и кај работи се. Викаме со најголем задоволство, не работат ништо. Баш благодарен на прашањето, јас искрено ми желам да разочарам и не, луѓето мислам дека постојано зад нас стоеше некој, зад нас стои не знам групација, како се дрзнаа овие 5 души, така да тргнат фронтоно без никој да стои зад нив и она, значи претходно Green Power знам направи еден перформанс пред Телепот, кој ги покачија импулсите се сега 2005 година
ние се врзаме со Ланци пред Телеком. 5 години. И тоа беше првата наша активност, кога се врзаме со Ланци пред Телеком, па кога 2 сата не може да не отклучат, па вика сателити, па полиција доаѓаше со бонцици, у тој момент овие слика новинарите и се направи прекасната. И ние од тогаш важихме за така што ние кога се согледавме го и после 2 години, веќе луѓето не свати напротив, дури јас мислев дека во една конзерва така што е Велес, значи Велес е тешка традиционална средина на која што ти треба голем труд и напор да ги анимираш тие луѓе, да излезат од инкапсулираните содржини на ливенката и малку пошироко да гледаат кон светот. И меѓутоа никој не кажа ниту еден збор за тој акт. Дури се сеќавам дека се направи една стилизирана фотографија од 9 силуети. И таа знам дека тоа беше символ на отпорот и на граѓанскиот активизам, значи од нас 9 луѓе направена силуета стилизирана зелено со црно и се сеќавам такви стилизирани мајци почна на чуден начин изгледа да шетаат. Значи луѓето се поистоветуваат со она што го правиме ние и после тоа се ширеше од колено, значи од родето на синот, син на кук и така натаму. И како дојде до подршка на протестот, значи до 2 ноември ниту знаевме дека ќе организираме протест, ниту пак имавме план да организираме. Одена стана коледна седница на Одборот за спас на Велес Топилница и рече на 9 ноември ослободувањето на град Велес. Најавите за арестот на Топилницата се се погласни. Еве сега одлуката понече да го направиме она вистинското. И од 7 за 7 дена беше организиран протестот. Значи буквално се сеќавам од 10 до 5, официално беше закажено во 17 часот, 10 лет не имаше жив човек. Значи имаше седенца околу 400 до 500 минути. И се сеќавам јас за през 24 или 24 вести дава изјава, 7 минути до 5, вика што ми кажете дека му чекам река на народ да дојде и да го поплави градот со пролетно зелениво. Знам дека така изјава дадов и зборот не дореče и само еден иди и вика, немаш поимше. Река од луѓе се сливат, отиграли се така малку амфитеатрално поставен. Значи улички има од сите страни и вика, вако нешто немаше досега да видам дека тебе не страх не фатива. За 5 минути, значи негде од 7 минути до 5, до 5 и 5 тоа беше преплавено некаде од 15 до 20 минути. За 10 минути луѓето дојдоа, се сеќавам, знам дека имаше антологиски, не знам антологиски цели, не знам типото, никош очите не може да си ги видат цели едно до друго и разговара за теми за кои што никош нема зона на интерес. Значи не знам, два политичари кои што крвно замразени седи едно до друго. И што се случи, се сеќавам невиртуалното кој што вообичаено требаше да го водат напред водачите на протестот, одеднаш го земат политичарите, го земат Злодиката, го зема Поповски, го зема пратениците Велешки. И буквално ги испорка водачите на протестите, јас доброволно се ставих на опашката од колоната и поради тоа што смета дека тој протест е нагрешен и дека треба да лидите напред, ама не тие што бе. Но добро. После се испостави дека тие што го водеа платното, требаше да се земат одговорноста за се оно што после се случуваше. И приказната за Топилница дојде до ситуација кога чекаме одговор од Министерството за животна средина, дали Топилницата ќе се рестартира или не. Значи, ја чекаме она интегрирана дозвола, дали Министерството ќе даде дозвола да или не. Оно што е за наша информација дека Министерството за животна средина никош нема да даде дозволата. Чинам дека откажувањето од тужбата од Методхем одеше во тој прилог. Конечно полека да почне тивкото повлекување, за да не се шири нервозата потенцијално кој што можеш и тендираш да биде. Не знам, ја приказната многу ја вртев од едно кон друго, така што оставив многу празнини од почетокот до крајот на приказната, така што ако имате нешто така поинтересно да ме прашате што сум да заборел, јас сум на драго срце би ви одговорил. И тоа. Како се вика со име и презиме новиот газда што ја зеде фирмата Шеронком и сега? Што ве тужише? Тони Димитриевски. Од кај? Прилепчен поранеше до 2008 директор на Прилепски Тутовски комбинат Прилеп.
кумот на премиерот од првата сопруга и чисто ви го кажам профилот негов, не, за разлика, тој никога ме туѓеше мене, веројатно не знаеше дека постоја. Не знаеше само како Игор Зосимиров и ништо повеќе и помалку од тоа. Искрено жалам што не успеа да ме научи, заради тоа што пред да преземеш туџба по него, но вистина убаво би било да го научиш карактерот на човекот. Кој е, што е, од каде доаѓа, зошто го натребал тој човек да го прави тоа што го прави и потоа тужи. Јас како не успеав да научам за него. Се што ми беше интересно во зона, не интересно научив, значи со првата жена на Груевски му беше кум, потоа беше директор на взаемни приходи и сега според последните 4 години пришла немилост на власт. Уште еден жив доказ дека најголемиот непријател на македонецот е македонецот. На велешаните и велешаните. Но јас сам нешто друго да прашам што може да го искористиме ние како млади ентузијасти, активисти. Пред протестот многу бројни што го како на Новински, од 15 до 20 луѓе, предходен протестот 5000 луѓе. Како успеавте да стигнете до таа бројка? Дали со тие актоши кажавте со бројни на стативите, со врзвање на ланци, или со работење на терен, со некоја социјална ангажираност во ВВС? Тоа е комплексна активност. Значи вака, прво се формираме како Green Power, па потоа иницииравме формирање на зелена коалиција. Со оглед дека сватиме дека една организација сме премали и премалку за да се бориме против таков противник, иницииравме формирање на зелена коалиција. Повикнаме градоначалникот на Велес, тогаш Аци Коцевски, не ли викаше дека сме зелени терористи, но ето успеавме, седнавме на маса. Викаме градоначалниците да ние сакаме да формираме група од 7 невладина организација, значи негове сродни, колегите од Вила Зора, извидници, церебрална парализа, Друштво на родители за здраво поколение, жените организација на жени, уште на која беше и фундација Фокус, 7 години. Формираме зелената коалиција, значи неформално сдружение од 7 формални субјекти. И градоначалници сакаме да формираме зелена коалиција, сакаме вие да бидете како градоначалник на Велес во тоа тело. Он прифати после неколку дена или неколку недели размислување, и ако напади се обидуваше да ја политизира зелената коалиција, да стави во своја агенда, но ние раскрстиме дека политика додека треба процесот на борба против топлената нема. Политичката припадност на секој од нас е една работа, но политичката вклученост во зелената коалиција е сосема друга работа. Значи нас со тоа кажа сеќам јас на во раните почетоци на формирање на функционирањето зелената коалиција, некој би се обри да земе пари, да преми пари. Јавно ќе излезам јас и името и презимето ќе му го кажа, колку да се знае. И не случајно, потоа дојде обидот за подкуп, тоа заболи да го кажем од 70.000 евра по човек. Само за да злоучени, за да ќутиме. Тоа беше како посредник, беше на газдата на Смока ресторантот во Велес, дојде, не знаеше сите, вика вака работа, дојде на човек, не е видно кој, рече се думи за викајирна, на секој од вас ќе му биде дадено само за да молчи. Тоа го елаборирав во твојата емисија кога реков дете ги плукнат тие што ги понудиле тие се 30.000 евра, ама се откаже во таа идеја заради тоа што и кога некој сакаш и треба да плукнеш, треба да има што да плукнеш, треба да има лице. Таквите не заслужувани да бидат плукнати и така натаму, значи помина и тоа. Значи го вклучиме градоначалникот во тоа тело на зелена коалиција. А потоа преку градоначалникот формираат одбор за спас на Велес. Запад сега да прекинам, значи човек што е на опозиција, значи што дојде на власт преку политика, човек што е нарекува еколошки терористи, се префрла со вас. Како се случи тој прием? Значи, во ситуација созреваш, значи без зелено нема зрело. Во еден период од животот се Тој претходно го знаеше тоа? Го знаеше, не знаеше кои се луѓето и така натаму, но знаеше за методите на тие луѓе. Откако сега пријаве градоначалник, ние сме Игор Зосимиров. Полевко што ти највисок соратник во општините ги пишуваше говори он е зелени терорист, вој терорист. И вака ни гледаше со коментување, ние сме лошите момци од градов и нели. Понекогаш сваќаш дека нели, земен созреваш, сваќаш дека мораш да се работуваш. И тој со вас, и тој со нас, и ние со нас. И поентата на здружувањето беше туžбата Велес против Република Македонија за историска зададена.
И градоначалникот му требаше подкрепа на таа тужба. И рече, за да има поголема силина, јас сакам да вземам согласот заедно во тужбата. Ние прифативме. Откако заедно влегуваме во тужбата, потоа се создаде Земјаната коалиција и потоа градоначалникот коалиција. Откако се формираше тоа тело, сега инициираме формирање на одбор за спас на Велесот, составен од советници од сите политички партии во Советот на општина Велес, од интелектуалци и од јавната личност од Велес. Значи тука спаѓаат доктори, инженери, актери, доброволно вклучени во одбор за спас на Велес. Тоа требаше биде оно тело кој што ќе го носеше интелектуалниот товар на проблемот со Купинац, но тоа тело никош не функционираше. Тоа тело ја црпеше силата од Земјаната коалиција, предложите инициативите наши. Така што треба авторитети, за да го добиете мнозинство. За да го добиеме мнозинството на наша страна. Заради тоа што кога луѓето постои конфузија, чеки кои се вие и откако почнаа да зборуваат негови поранешни вработни допринеси. Јас за тоа видам документарен филм за домашна лектира да си го изгледате, некој што има проекција, во многу што работи ќе станат појасни за оваа приказна, за тоа многу не навлегувам во детали. Од филмот ќе ви се разјасни. И значи процесот на траеше долго време, значи континуирано ние алармиравме јавноста. Значи на секој чек, значи на секој меѓународен тендер, кога се разпишуваше за проект на Топилница, ние изгубивме на пресконференција. Не дозволувате Топилница, не продавате Топилница на некој кој што ќе отвора. Првиот завршен успешно, пред вториот си губивме пресконференција, пред третиот пресконференција, пред четвртиот пресконференција, пред петиот пресконференција. И така до 7-миот, 8-миот и 8-миот веќе се продаде. Паралелно, главниот концепт не беше за да го докажеме за редување до Велес. Да не бидеме оние кои што само се реакционери, кои што зборуваат неаргументирано и Велес има зададување, но никој не го види. Стапиме контакт со професорот од Технолошко-техничкиот факултет. Тројца отидовме, добар ден. Ние сме од Велес, од Земјаната коалиција. Нас ке ни треба експертска помош за заклучување и зададување на земјиштето во Велес. И професор Стефанов дека јас сум благо изненаден, пријатно изненаден, почестен, привилегиран, јас од Земјаната ке правам студија. И правеше, ние заборавивме. Без хонорари доброволно. Без хонорари доброволно. Човек го направи похалното дело, зашто овој награда видоха че бацаме. Јас сум што после судот и отвори како нерелевантно како доказ. Во суд Велес против Македонија, а истото тоа дело доби највисока државна награда за одбранието на Република Македонија. Но нема врска. Во тој геохемискиот пошон го направи на пресконференција во Велес го свика и тогаш беа најпоразителните и најужасните податоци. И се сеќавам на таа пресконференција кога доби една минута имаше штаба. Значи никој немаше да постави прашање од новинарите, едноставно пред фактите боговите и овие надлежни богови замолчи, кои што бели во извадот од филмот документарен за Велеската коалиција. И конечно и надлежните оние полубогови замолча, кога ќе ти кажа, значи, почва во Велес се промени еден елемент кој што има само во периодниот систем на елементи и на нено друго место во светот. И во Велес, тоа е има. И така натаму имаше некои чудни откритија кои што го учиме како хемиски елемент, никаде не сме да го има во микротрагови по светски стандарди, значи го нема ни на 0,00, туку воопшто не треба да има, кај нас го имаше. Баш Стефилов ведеше вика, добро, има ли кај на олово некаде му стави, значи олово, цинк, кадмиум, арсен, индиум, жива, се тоа беше во радио со 20 км на длабочина 50 см во Велешката почвена. И посебно беше централното градско подрачје во Одинскиот парк, беше бедено најтоксичното место, оно кај што чудесната игра на судбината сите млади, сите стари, сите три генерации, таму континуирано игра изминатите децени и години, да виде парадоксот, иронијата погледнав, таму беше најголема зададување. И знам после објавата на таа книга, ние решиме да го направиме најголемото наше дело, тој е документарен филм. Тројца автор Александар Кукулев, Данчо Стевков и Владимир Тевчев. Овие двајца беа тогашно вработени во АЕД, овој беше фриленсер. Го направи врвно, значи за мене најуметничкиот и дефинитивно највознемирувачкиот филм. И
Јас верував дека по 10, 15, 20 пати ќе го преживеам и ги совладам емоциите и ќе губија се тоа што го станало од мене, и после секој ден и повторно истото го доживувам и повторно подлабоко понамку го гледам и заради тоа се вознемирам и одбивам да го гледам. Односно, кога сум принуден да го гледам. И се сеќавам, знам дека на после тој филм, откако го направивме, они ги видел првите секвенции од филмот, 23-4-5 минути, знам дека отиде на А1 промотивно на Централните вести и се сеќавам, знам дека го направи си тоа некои што имаат проблеми со... не се препорачува за луѓе со осетив желудник и така натаму беа најавени и сериозно вознемирувачки сцени од бегињето кои што се раѓа во ВДС, за кои што до тога се научиш. И во филмот баш гостуваат сите авторитети, почвајќи од доктори, поранешно вработени инженери во топлилница, кои што помогнат ни од предистината за загадувањето во ВДС. И после серија на такви работи направени, луѓето едноставно почна веќе да ти веруваат кога не проклетнош на притисоци, откако објавивме дека ние запали вратото останато, откако објавивме дека се кандидуваме просториите на невладините организации и членови на Зелената коалиција, откако се објави дека закони по живот и председатели до сите членови на Зелената коалиција, откако објавивме дека закони по живот има по-мобилни телефони и така натаму сето тоа очигледно што го закрепите прекинал, значи кога ќе објавиш во јавност дека ти ја запалија вратата и дека тоа е закони по живот, мислиш дека има тоа позитивен ефект или заплашувачки ефект? И едниот и другиот е негативен ефект. И заплашувачки ефект. И тој другиот. Така да на крајот на кризата луѓето се помислат до кај ли е водилото на овие кои што сакаат да рестартираат топлилницата. Тоа е тоа. Алчноста за профитот нема граници, на крајот на кризата. Мислам дека луѓето ги мотивираше токму тој безобразен и арогантен однос од позиција на сила и моќ. Ако што може било кој телевизор да палат, не знам да се закрнуват и без тоа да мислат дека никој не може да одговара за тоа. Се недова луѓе не го промениле тој концепт на размислување и после серија на такви работи знам дека илјади смени се гевање на улица човек. Дури јас на крај одбив да возам возило, значи одбив да се движам со собствено возило. Значи јас си го паркирав стојано во гаража и веќе не се не движам. Ја го скопирав и се случило со автобус, со воз, нема ти вика гумата ќе ти се тупне, ќе изгледаш од парато, она мислам, дури такви работи се случува и во време јас имам и стварно, да почне со воз и автобус и сега од тоа што навика мисли роден денска да потом со автобус и воз. Значи до толку дојде ситуацијата, но знаеш како е? И за тужбата кога ми беше активирана. Единствено, Врховен суд е твојата совест. И ако успееш да се хармонизира со неја и да го преживе сонот, тоа знаете дека се истинската работа. Стана. И неките родители бидете разбили респективно. Чучо, знаеш, оно прашање што го постави ти, сега паралелно ти значам што имавме такви деленици односно протестите сама кога беа. И од не само протестите сама, со сите протести. Значи, јас беам огромна разлика. Овде излегува конкретен човек, си име и презиме, и кажува факти и вика направен е полициски налог, запалена ми е врата. Во сите протести до сега што се случува изминатиот период кај нас, се зборуваше во обланти забиено. Им се закануваат, стигаат закани до дел од активистите. Кои се тие активисти? Кои им се закани така натаму? Многу пати беа лажирани. Значи, ние во Скопје, во Аман, се соочуваме со луѓе кои беа партиски инфилтрирани, кои секој ден имаа по едно параноидно сценарио, како некој ги следи навечер, и кога ти излегуваш на медиум и секој трет со објавување дека на луѓе кои се закануваат, почнуваш да шириш ти самиот од внатре, да шириш право меѓу активистите, и тие почнуваат еден по еден да се претомислуваат, да се откажуваат, да се демотивираат. Во една реченица, како беше порано, ние луѓето стравувавме од иднината. Сега иднината стравува од нас луѓето. Ето, толку ние станавме
животни. Толку многу се променивме за неколку 10, 20, 30 години, што дори почне и минато нас да страва. Некојаш беше обратното, од нас не биваше неизвестноста, од тоа што не носи гината, сега ние управи гината. И тој застрашувачки концепт е оно што треба нас да не загрежи и како луѓе, не знам и како активисти. И оној автентичен активизам мора да направи. Еве се имаше ситуација. Да. Џоџо може да раскаже кои беа учесници, не знам, Иво е тука, Кире, имаше во Битола. Раните почетоци, точно на нашата борба против топилница, почуваше речи си на идентичен начин, како што почна кај да се ја гледав на тера телевизија, имаше на Facebook. Концептно креативни решенија. Значи, пред 10-15 години на сличен начин почна. 10-15 души облегла или облеглавме, не е видно, заштитни маски продефилира и централно градско подрачје и заврши предоште. Ето така почнеме и ние. Ама вие немате костюм, Џоџо? Да, ние немаме. И да, јас стварно ме интересира, мислам да слушам заради тоа што околу текстот ја не од човек за редувањето, ниту пак некој... Да. Јас не успеав да разберам. Како, например, да се справиме сега за одговорот на институцијата од Министерството за животна средина, која кажа дека инструментите не им чинеме, ќе ги поправат инструментите и после ќе измерат, па ќе видиме. Ама, без добивате разговор со новинари, значи со тука сегашни новинари, што брата се рецета, викат и џаби да ги кажат дека сега се окей инструментите, дека нивото на заготување нормално, окей, викат јавна тајна дека 2-3 години со ремнана, дека Битола е најзагаден интериор. И се тоа е јавна тајна, ама ти не можеш никако да го докажеш. И сега си бъде изгубена димензија што не знаеш да направиш. Знаеш дека се клучен момент кога пристапија до професорот и професорот го направи истражување. Ние ги кажа фактите. Потенцијален загадувач има некој го Рек Битола, не знам да се кривиш. Зашто нас новинарите не викат Ситуацијата да е тотално различна. Значи, топилница тогаш престана да работи в 2003 и беше постојано закана за рестартирање. Овде се работи за комплекс што е од витално значење за Република Македонија и кој што е во комплетен тренажен процес, значи работи. Да, може да разлика. се дискутира за филтри за пошумување во тој контекст. За затворање не можеш, пошто не можеш. Освен податоците на поголем процент на честички недозволени во воздухот, до сега, јас како што знам, да немам доволно информација, ако има некој нека дополни, нема некакво истражување кое покажува конкретни податоци. Има фактичка состојба најголем број на заболени од рак. Поголем доказ од тој не. Да, добро, тоа да. Онкологија во Битола. Многу податоци, многу време беа собирани. Кога ги направите таа студија со професорот? Со професорот Поприлик. И колку траеш? Ама тоа не е прва како не го донесу, да, Прва сериозна студија. Да, прва Не сериозна. знае што има работа. Знае дека има загадување, кој што најмине дека има загадување, знае дека има многу случаи во болниците со проблеми, со спонтани абортуси. Ама пак информација не е точно не е. Да, претходно светска здравствена организација 99 го прокласифира за ризично место за живот. Тоа е многу голем податок. Тој го, значи од 99. Информација пред 20 пати. Потоа дојде, тоа беше многу битен податок што заборив. 2000 година дојде доктор Скајли од Ломоносов универзитетот во Москва. Не знам кој го викна, дојде приватно и зема примероци на 50 бележени примероци од нокта и коса, за да испитува кадмиум, жива и олово. И типот отиде таму се врати и поразителни, да не кажам ужасни, да не кажам веќе страватни резултати дојдоа по една година. Не ги се точкуваме 5, 10, 20 пати. А таму имаше ситуации од конкретно сегашниот актуелен градоначалник на Велес, Чадиев, неговата керка, даде пример од вакво и беше за околу 250 пати зголемено количество на кадмиум. И таму не знам уште колку стотина пати олово, што е убитачно. Што ти е летално? Тоа ти е исто кога да ти дадат течна материја да испреш. Значи, буквално има истото ефект. И долго време Министерството за здравство Скајли не го третираше, не го сапеше за
за здрав податок, велеше сам дошол некој друг работа. Од друга страна нас ни кажува колку се здрави и ова или она и ние немавме официјален податок од домашен експерт. Точно нашиот не ги признава странските експерти. И конечно после долго време биде зајче стекол, пошто го направи геохимијски област. Година 2-3. После 5 години, 6 години, да. И го промовираше некој 2008 година. На пресконференција во Велес и веќе после од тога стихијата. И веќе од тога ние земавме замовна сила, веќе имавме круцијалниот аргумент во рака, врз база на кој после се правеше документарниот филм, па после извадивме тие слики од Велешката болница, што се крие долго време како топ секрет, оние слики на бебиња со мозок, што избегува од кичмата и така натаму, што се сериозно возбудирувачи фотографија, што и не знам, сега не знам што да кажам после тоа, заради тоа не се навлекам на таквите сцени и после сите тие факти и аргументи ние тргнавме во медиумска офанзива и медиумите, да речем, новинарите во Велес отворено стана съставена страната за Зелената коалиција и Малтен буквално дури најбаналните пресконференции го вадеа најмодното и најжестокото, значи го вадеа првите место од најбаналните пресконференции само за да дури што се случи дека во редовачките политики на националните медии се договорија дека информациите од Велес поврзани со клоницата ќе бидат топ третирани во сите вести. Се што тоа е до Велес, значи дури се сеќавам на Моцунски процес кај што Џанков ми беше бранител. Не прифати пробоно да помогнеше на сите, по првиот блок започна судскиот процес и почна с неговата изјава и баш го мечи като рога. Тоа е тоа. Значи, дури најнеподобниот, кој се најде на истинската страна, станува подобен за редовачката политика. Ете, толку беа сензибилизирани медиумите, но и редовачките политики за проблемот во Велес. Значи, јас мислам дека и секој од нив се учествуваше со маката, особено после документарецот, после документарниот филм Велес. Добар пријем, да се вие на медиумите Да, беше подесам, значи, ако мора да кажете, например, некои наредни акции, значи мора да се направи испитување тука од некој официјално лице, па тоа да се пласира во јавност. Значи, колку поголем број на вклучени авторитети и експерти толку повеќе ги зборува за вашата сериозност. Во спротивно ќе заврши не затоа што јас ставам на страната на активизмот и на страната маката да ваши, ќе видим само една збешна групација која што никој сериозно нема да свати, на кој што граначалникот кој со подсмех се собра, ќе се наложи. Тој беше нашиот одговор. Сега политиката моментално не работи, така? Да, моментално не работи. Сега нешто како звачење? Шири. И значи ситуацијата е вака сега. Таа не е прописно затворена, значи по правило треба да скроп да се поклопи со земја за да биде прописно затворена. Значи самата вака како што е непрописно затворена израчи. Израчи самиот рид, кој што топилница го доложеше 30 години, кој што е издигнат над Велес и се уште почвата е во длабочина од 50 см загадена. Експертите велат дека ќе треба добре 70 години по природен пат да се чисти или да се изврши поскапата варијанта што баравме ние во тужбата. Значи не баравме парично обештетување на државата, туку баравме слој 50 см во радиус од 10 км или а потоа баравме само јамните површини од Велес, слојот од првиот слој од некаде 50 см да се отстрани, да се транспортира до транспортна станица, да се носи нов слој на земја и наново да се репарира. Како најефикасно, најскапо решение и нормално. Ние немаме толку пари, така што последиците и уште долго не тенденска, и наредните 20-30 години, заради тоа што тешките метали имат период на полуразпаѓање некаде 1000 години и така што некаде може би по 200 до 300 до 400 години дух по помалку ќе се намали концентрацијата, но несумнено ќе биде присутна. И не е случайно сега, не се правеше и статистички податоци, знам од Завод за статистика, во Велес
Мислам дека единствен град кај што има зголемен број на морталитет отколку наталитет. Значи годишниот прилив на умрени лица е поголем во однос на број на родени лица. Битола е, најново Битола е. Може најново да е, ова беше податок за Велес пред 2 години. Битола е најново. И мислам дека Велес долги години беше колошка на миграција. Зашто се борев кога веќе пак има зрачни и истото се дешава? Зашто беше борба, како не прекинато зрачни уништување на Значи борбата ни продолжува заради тоа што тека судскиот процес Велес против Република Македонија и сега моментално на Врховен суд. Значи изгубивме во основен суд Велес, судот падна, иако ви судиката вика во животот најтешко ми било овој дело, заради тоа што од мажот не е симптома. Тој што вика, па добро, како можеш да донесеш таква одлука? Па ти цел Велес да те зборува, вика до сите пријатели, знам дека судиката кога излекуваше, вика, мене никој не ме сваќа како ми е, и мене никој не ме сваќа со што се случи в изминатите 2 месеци. Молам да ви поставите прашања и не ви донесе дека особено доказите што не се релевантни докази, бла, пресудот да плаќа и не знам што ви. Јас најмногу сакав да донесе позитивна пресуда, сватете на мене и тоа и беше одговорите за отидовме на апелација. Апелација потврди одлуката на основен суд Велес и сега сме на Врховен суд, кој што треба да нови 6 месеци истекнува, да каже дали Велес е добре против Република Македонија или ќе одиме во Страсбург. И ако отидеме во Страсбург, тогаш имало смисла нашата борба. Ако успееме да се избориме за да не се рестартира топленца, повторно имало смисла нашата борба. И ако ништо друго, барем оние кои што ќе бидат после нас, ќе може барем да имат по-пристоен и по-достоинствен живот, оно што го немавме ние. И значи не било залудно. Кога излегува резултатите од загадувањето, јасно беше дека не било залудно. И знам дека тоа беше код, направи 3 специализирани емисии за топилница. Да, Снежана Лудовска дојде. Дополнително се сензибилизираше јавноста со таа проблематика и тематика. И знам дека ваков процес за тужба против историско загадување е единствено на Балканот и ќе има само 5 или 6 во Европа, 2 во Италија, во кои што добија граѓаните на градче, кои што исто така тужија за историско загадување и не знам, нашиот како ќе заврши. Во секој случај, главните тужбени барања на Велес против Република Македонија ни се топленицата да се забрани рестарт на топленицата. Второто, ремедиација на почвата, значи взимање својна земја и носење нов, и третото беше кој беше третото? Барање. И цел момент ќе го заборавам. И така тоа прилика беше судските процеси и голготини ниско кои што минавме, се сеќавам, знам дека мислам дека директно мојата тужба беше инициирана од еден настан, кога ја побарав од судот да ми го даде по продажниот договор со кој што метод ќе ми купи топленицата. Кој што никога не беше било со голи очи. Значи, се купи топленицата, никој не успе да прочита што се содржи тој по продажниот договор. И јас како председател на Грин Българ побарав од судот како имателна информација од јавен карактер да ми го дадат. После 30 дена мене судот не ми донесе никаков одговор, јас се жалив до Државната комисија за информација од јавен карактер и Државната комисија почна во судот да се јави и да рече вика вие гледате од работа или ќе се вршите работата, заради тоа што се судски орган и срамота и знам се сеќавам вака ме кажуваше еден судски службеник, резигнирано тоа што се јави, а така и Русмир Грин Българ се ги Русмир Кирили. Што и како мене тужбата ми активирана 3-4 дена откако Државна комисија ми си има јавено да ми одговорат за продажниот договор, така што сметам дека сум жртва на тие судско-политички игри и заради тоа ми беше активно. Ти го дада како продажниот договор да го видиш? Да, ми го дава и пак ќе кажам, значи повторно победив и го добив по продажниот договор, иако финансиски... За која цена беше продадена? Па пише таму за 2 милиона и 120
5.000 евра, или знам така за 2.125.000 евра, почне кога бара на рати да се плаќа, што беше без преседан во судската пракса, на рати да се исплаќа купопродажен договор за таков објект и знам, и успев и купопродажен договор тогаш да го земам и немаше ништо посебно во купопродажен договор, затоа што финансиските елементи беа водени како тајна. Така што успеавме само да ги видиме оние нормални работи, мислам дека вистинската документација не знам кај се наоѓа купопродажен договор со сите анекси. Дали имате документација од тендер кој се продаваше ова фабриката? Оти на радио и телевизија слушнавме ние спекулации, вистина, не знам како, некоја турска компанија се пријавила да ја купи, за стокова куќа да ја изгради, да не е чисто се, лага, вистина, не знам се, затоа какви информации... Точно, понуди повеќе, понуди милиони евра повеќе од Хем, но на чуден начин стечаниот судски совет ја елиминираше од поставката, наводно заради тоа што не платила некој си данок од 100 евра. И заради 100 евра, со банкова гаранција од 4 милиони евра, отпаднал тој процес на нивото да биде Методхем, фирма која што е регистрирана во Скопје 2008 година, 2 месеци пред да купат управницата, а потеклото на таа фирма води од Швајцарија, заврши негде на дрвствените острови. Па се сеќам на фирма. Па јас се сеќам на портпаролот на Методхем Александар Белогрилов, во еден од ретките наши диалози вербални, по кои што се избегне во еден момент мора да се соочам, викам господин Бибел, само не прашање да му одговори. И за секој ќе си изговорам од вашиот живот. Буквално вака му кажа. И ме гледа вака. Кажете ми како си кажител на дрвствените острови. И почна да се смејам околу неговите и било така се насме кисело. Ово и толку беше мојата комуникација со него, мислам, нели цело ги случиме фирма регистрирана на дрвствените острови, ние сме сериозна компанија и така натаму таа приказна ни продава ово и знам после дека тоа после го постави како најбрно прашање на пресконференција кој ќе одговори од решени како се кажител на дрвствените, така не беа пресконференција. Значи ти го одиш тука и одма наградено пред најмалги што е 4-5-6, ево не е битно шо како, кој ќе одговори како се кажител на дрвствените острови. Па нели се случуваше на улица никој да не запре да вика јас знам како се кажа женски жител на дрвствените острови и девица. Значи, имаше така креативни пресконференции на кои што е сензибилизирано дополнителна јавност и тоа е тоа сега. Не знам, веројатно сум пропуштил милион други работи што требало да ги кажам. Не знам, пазите ги нешто. Прашање на нас.